Večno ke ja sakam, postaja svoja, skopni kaže mi. Филиповски Тошо, собственик на апотека, во еден подолг пост на неговиот Facebook профил, освен што ги објаснува причините за затворање на неговата продавница, објави дека МКЦ како институција е во големи долгови. Тој посочи дека време институциите да се позанимаваат со тоа каде се потрошени парите. МКЦ е пред неофицијален банкрот, со безброј долгови пред бендови, фирми, уметници, издавачи. И час поскоро мора институциите да преземат нешто и проверат каде се потрошени парите на изведувачите, издавачите и добавувачите. Ако оваа ситуација со овој нов директор потрае, судбината на МКЦ ќе биде иста како на Саем, универзална, и останатите во градот, уништена или пред тотален колапс. Пријатели новинари, време е да се позанимавате со МКЦ и визиите за уништување на МКЦ, напиша Филиповски на својот Facebook профил. Општина Газибаба по 45 години асфалтира улици во општината. Градоначалникот Бубан Стефковски вели дека ветувањата дадени кон жителите се исполнуваат. На повик од жителите на Кирил Петрушевски, градоначалникот направи посета на улицата Зендел Джемайл, на која завршуваат градежните работи за асфалтирање на краците. Граѓаните велат: децата ни пораснаа во кал, 45 години живееме тука и ова е прв пат да дојде градоначалникот, напиша Стефковски на својот Facebook профил. По цели 40 години општина Аеродром врши темелна реконструкција на главната кујна на детската градинка Срничка во објектот Чакорче. Деновиве интензивно се работи на промена на плочки, рушење на одредени ѕидови, промена на водоводната мрежа и на целосна замена на електричната инсталација, како и други градежни активности што се финансирани од општина Аеродром. По завршување на инфраструктурните работи со средства од Светската банка, кујната ќе биде опремена со целосно нова апаратура и друга потребна опрема. Јавното предпријатие Комунална хигиена најави дека започнува акција за миење на контењерите за отпад и локациите каде тие се поставени. Оваа акција ќе опфати детално чистење на контењерите, како и на околното подрачје, со цел да се задржи високото ниво на хигиена и да се подобри изгледот на јавната површина. Покрај тоа, екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена вршат и активности за рачно и машинско миење на улиците и булеварите низ сите општини на градот. Повозрасна скопјанка среде бел ден била ограбена во Скопски центар на 37 во 12 часот и 40 минути. Во СВР Скопје, 78 годишна скопјанка пријавила дека околу 11 часот и 30 минути на подрачјето на центар едно лице со употреба на сила и го одзело мобилниот телефон, информираат од МВР. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Večno ke ja sakam,